Ден број 4 на Европското фудбалско првенство. Четврти ден, 3 нови средби и на сите 3 надпревари благи изненадувања. Велам благи затоа што можеби се очекувани, но за многумина ќе речам и неочекувани. Првиот надпревар помеѓу Шкотска и Чешка. Заради фактот што поголем дел од шкотланџаните настапуваат во англиската премиер лига, благ фаворит беа шкотланџаните, меѓутоа чесите не мислеа така. Со головите на Патрик Шлик, напаѓачот на Бајер Леверкузен, чесите победија со 0:2. Во вториот надпревар Полска беше фаворит во дуелот со Словачка. Меѓутоа, Мак во првото полувреме упати еден силен удар кон голот на голманот Шчешни. Топката од стативата заврши во грбот на Шчешни и одседна во неговиот гол, па словаците по првите 45 минути водеа со 0:1. Само што почна второто полувреме со голот на Линети, пољаците израмнија на 1:1. Меѓутоа, во 62-та минута, втор жолт картон за Криховјак, пољаците останаа со играч помалку, словаците тоа го искористија и во 69-та минута со голот на Скринјар забележа важна победа од 1:2. И можеби најпријатното или непријатното, како сакате, изненадување е надпреварот помеѓу Шпанија и селекцијата на Шведска. Надпреварот заврши 0:0, иако шпанците беа едни од фаворитите за освојување на златниот медал на ова европско фудбалско првенство. Значи, прв црвен картон на европското првенство за Криховјак, да кажам дека Патрик Шлик се израмни на листата на стрелците со напаѓачот на Белгија и двајцата имаат по 2 гола. И да споменам само дека денеска на репертоарот се само 2 надпревари. Во првиот Унгарија против Португалија и според многумина оној поинтересниот Франција против Германија. Нашите се подготвуваат, лека полека се крчка тактиката за дуелот со Украина во четврток. Останете во добро здравје и во добра мисла. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.